Разговараме со Владко Деков, уметник од Струмица, кој што уметноста ја живее и ја носи во себе, манифестирајќи ја на различни начини и низ различни форми. Овој пат го гледавме изминативе неколку седмици со неговите фотографии кои што ги поздравуваа струмичани на центарот, односно на градското корзо. Владко, добар ден, добре дојде во ова кратко интервју на Канал Вис. Може ли да ни кажеш колку е важно уметноста да е достапна во урбаниот простор, да се врати таму од каде што е црпена како инспирација? Добар ден до тебе и до сите гледачи на Канал Вис. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата да разговараме за една тема, тоа е визуелната уметност, во конкретниот случај фотографијата, која што и не е така присутна во нашето уметничко живење. Во однос на тоа колку треба уметноста да биде присутна во јавните простори, одговорот е да, секако дека треба да биде присутна. Визуелната уметност, во конкретниот случај фотографијата, незиното место не е само во музеите и во галериите. Да, таа таму припаѓа на некој начин, меѓутоа не исклучиво само таму. Фотографијата треба да биде присутна секаде каде што луѓето битуваат, вклучително и на улиците, па и на сите останати јавни простори. Ние сме сведоци дека можеби во Македонија не толку многу, меѓутоа ни светот големи фотографски имиња изложуваат на многу необични места, вклучително да кажеме не само улици, него и некогаш што се некои напуштени места во природа, не знам, месарници, бутици и така натаму. Така да во тој поглед сметам дека навистина треба уметничката фотографија да се приближи до сите граѓани, не само до оние кои што се интересираат за незе, него буквално до сите, пред се заради повеќе причини, меѓутоа една од главните причини е тоа да луѓето ја видат таа уметничка фотографија. Знаете, ние денес живееме во едно време каде што фотографијата ни е многу достапна. Сите имаме мобилни телефони, тие се со камери, многу е популарно да се фотографира, да се прават селф-портрети, селфиња или не знам како да го преведеме македонски, мислам дека и нема термин, само слика. И да, значи фотографијата е многу присутна, меѓутоа таа присутност од друга страна не значи дека имаме толку многу квалитетни да кажеме фотографски искази или приказни. Така да во тој контекст навистина сметам дека представувањето во јавниот простор е добро дојдено и токму тоа беше и причината зашто ја прифатив оваа покана да учествувам со мои дела на Струмичкото корзо. Да. Како ја направи селекцијата? Што ќе им се понуди на струмичани како дел од секојдневниот декор што ќе го украсува овој дел од Струмица? Зошто одлучи токму баш тие фотографии? Што беше пресудно, да речеме, кога ја правиш таа некоја селекција, тој некој финален изглед на твојата изложба? Така, со самото тоа што изложбата има наслов Крстопат и обединува делови од 3 мои проекти, можеби тука се крие делумно одговорот за твоето прашање, тоа е дека концептот всушност беше да покажам 3 различни делови од мојата работа. Тоа беа проекти од мојата прва самостојна изложба, која се нарекува Интровертност, од Прага Интима и од проектот Улица, кој што е незавршен проект, значи тоа е проект кој што трае со години, јас всушност со него и започнав да се бавам со фотографијата, уште пред 10 години. И мислам дека тој проект никогаш нема да заврши, затоа што само е на некој начин дополнување на животот на улицата. Изборот падна на тие 3 проекти затоа што иако Прага Интима веќе беше изложувано во Струмица, сметам дека и покрај големиот интерес за време на отварањето на изложбата, сепак не ја видов доволен број на луѓе и затоа решив да 8 дела од Прага Интима повторно бидат прикажани пред струмичани.
Интровертност не беше дел од изложба во Струмица, па тука преовлади и тој момент, иако тоа е нели прилично оддамнешен проект, речиси 10 години, меѓутоа сепак решив да некои фотографии бидат приложени тука и секако се тоа она кој што сега го работам во моментов, а тоа е дел од уличната фотографија. Така. Прага интима и самиот спомна дека ја гледавме пред неколку години во Струмица, тоа беше во просторот на Струмичкиот музеј. Имам чувство дека ти преовладува во фотографијата архитектурата, неживиот простор над портретите. Дали е ова само мој впечаток или навистина повеќе те фасцинираат? Па вака, не знам, архитектурата може би да, меѓутоа никогаш само заради архитектурата. Архитектурата во моите фотографии, конкретно во Прага интима, е само декор на одредена атмосфера која што постои во градот. И самиот проект се нарекува Прага интима, и тоа на некој начин е моја интимна врска со градот, како јас ја го доживам тој град, кој што е велепен и навистина ме остава со многу импресии. Така да и архитектурата и тие некои пейзажни моменти во Прага интима се повеќе атмосферски, да ги кажем, или поврзани се со некоја емоција од одредена сцена која што постои во градот. Всушност, најголемиот дел од моите фотографии се емотивни фотографии, се граничат со тој некој магичен реализам и секогаш се трудам да покажам одреден вид на атмосфера, одреден вид на емоции или чувства, кои што јас ги доживувам во моментов кога ја гледам таа слика пред да ја фотографирам, или намерно, значи со одредена цел, кој што сакам да постигнам и да побудам одредена емоција кај гледачот. Така да, всушност и не случајно моите први дела се поврзани со емоции. Значи првото, како што спомнав, првата изложба беше интровертност, значи светот на интровертните луѓе. Втората е Прага интимна, значи повторно интимниот однос меѓу авторот и градот. Значи многу повеќе фотографирам чувства и емоции, што не значи дека не може тоа да се долви во портретирањето, значи фотографирање на одредени портрети. Сум се обидел и во тоа, меѓутоа се што сметам дека портретот не ме возбудува толку многу, колку што ме возбудува некоја поголема приказна, затоа што во портретот ние фотографираме еден човек кој што за да направиме добар портрет, мислам дека е потребно многу добро да го познаваме човеков. Така да во тој контекст јас повеќе фотографирам она кој што го гледам и го чувствувам во моментот. Така. Веројатно некогаш ако бидам спремен ќе работам и портрети. Зборувавме кога беше изложбата на Прага интима во Струмица дека помина одреден период во Прага и така настана таа изложба. Потребен ли ти е еден временски период да се соживееш со просторот што го фотографираш, или има многу често во твоите дела и случајни фотографии, нешто што еве да речеме во одси го фотографирали и веднаш те привлекло, или најчесто ти е потребно да се запознаваш со таа една средина па да го извлечеш есенцијалното што сакаш да го ставиш во кадар? Така, значи и двата периоди ги користам. Кога работев Прага интима, тоа беше, значи, целно работење, значи морав да го запознам градот, иако јас претходно многу добро го познавам тој град, затоа што долго време сум поминал таму. Меѓутоа кога станува збор за уличната фотографија, она фотографија на забележување на сето она што се случува на улица, тука секогаш е спонтано. Значи фотоапаратот е со мене, јас излегувам на улица и го регистрирам кој е онако што во моментот се случува таму. Така да многу често тоа се случајни, односно спонтани фотографии кои што вие не можете да ги креирате. Едноставно тие се случуваат на улица, потребно е само да имате добро око и да ги фотографирате, да ги овековечите тие моменти, да на тој начин да раскажете одредена приказна. Така. Покрај тоа што ја живееш уметноста, ти си и поддржувач на уметничката сцена, на младите уметници, организирајќи една уметничка резиденција на Преведена. Како дојде до оваа идеја и кои се своји ресурси ги вложуваш за да се направи еден ваков исчекор подадена рака кон младите уметници?
Така да, всушност идејата се роди веднаш со настанувањето на епидемијата, значи пред 2020 година пролетта. Јас сосема случајно дознав за местноста Преведене, која се наоѓа веднаш над Сувилаке, нели познатото излетничко место на Струмичани. И отидов таму и тоа беше љубов на прв поглед и често го посетувам таа местност. И всушност за време на тој прв престој самиот јас осетив некој порив за творење и тогаш се роди идејата зошто да тука не организираме одредена резиденција за млади уметници кои што всушност ќе истражуваат на темата живот во природа. Мислам дека поголемиот дел од нас за време на епидемијата почувствувавме потреба да се движиме повеќе во природа, да се вратиме кон природата, многу повеќе да ја цениме и да ги користиме низините благодете. Така да тука се роди идејата да се направи таа резиденција, од тогаш веќе ова е втора година, меѓутоа 3 резиденции вкупно до сега реализирав. Тие се со поддршка на Министерството за култура и тие финансиски средства се речиси никакви, кои што возможуваат буквално само да се доведат уметниците и да творат таму, меѓутоа не добиваат никакви хонорари. Најголемиот дел од останатите финансиски средства лично ги вложувам за да се реализира самата резиденција. И за волја на вистина тоа не се некои големи средства, но сепак мојата љубов кон природата, меѓутоа и кон тоа да таа љубов на некој начин биде зарази, односно да се пренеси на останатите млади уметници, е причината зашто таа резиденција се случува и мислам дека во иднина уште повеќе ќе се случува. Мислам, не би сакал сега да престане кога веќе има можност да стане традиционална и има интерес од страна на сите визуелни уметници. Така, кој е концептот на самата резиденција? Како ги избираме уметниците и колку е капацитетот? Колку уметници во една резиденција може да престојуваат? И има ли, например, некаков реципроцитет, треба да остават некое дело во она што го направиле, не за друго, за некоја изложба понатаму што би можела да се случи? Еве, како е замислено сето тоа? Така, резиденцијата е наменета за еден или двајца учесници, во зависност од тоа колку има финансиски средства, меѓутоа ние во главном сакаме да бидат двајца учесници и тоа до сега се млади уметници до 35 годишна возраст. Таа е граничната возраст под која Министерството за култура подразбира млади уметници и е наменето за сите видови на уметници кои се бават со визуелна уметност, значи сликарство, фотографија, скулптура, видео, филм и слично. И целта е да тие престојуваат одреден временски период таму, 14-15 дена, живеат во една куќа во посебни соби и целта е освен да бидат инспирирани од животот во природа, така да јас имам возможност да разговараат со луѓето кои што се сопственици на тој имот таму, кои што создаваат таму, односно одгледуваат овоше, зеленчук, буквално живеат од природата, има можност да посетат ако сакат и најблиското село, тоа е Беровското село Двориште, каде што можат од поблиску пак да се запознаат со, да кажеме, живот во село, во планина, затоа што тоа е сепак и планинско место. Меѓутоа има и некоја, ја би рекол, додадена вредност самата резиденција, тоа не е само нели да создаваат одредени дела, кои што патем тие ги создаваат и не ги оставаат како дел на резиденцијата. Поентата е да тие бидат понатаму изложени да биде организирана некоја изложба. Како додадена вредност сметаме тоа што самите уметници во тие 2 недели пробуваат, го искусуваат животот во природа, односно никој друг не се грижи за нив, тие самите треба да сготват храна, затоа што таму нема продавници. Самите треба, доколку е ладно, да навалат оган, затоа што има печка на дрва. Значи, условите не се баш така како во градот, значи има струја, има интернет, има телевизија, све, меѓутоа од друга страна тие се наоѓаат во, да кажем, во позиција да и самите понекогаш искусат што значи тоа живот во природа. Да, затоа што не е секогаш идеално. Временските, најголемиот дел од животот таму зависи од временските услови. Дали ќе има род или нема да има род, исто така од временските услови.
од тоа како се однесуваат дивите животни и слично. Значи, тоа е концептот на резиденцијата, да луѓето творат директно инспирирани од целокупниот тој живот во природа. Одлично. И кога веќе зборуваме за изложбите, за фотографијата, за можноста младите да се себе откријат, борејќи во една сосема поинаква средина од она на што се навикнани, кој е следниот проект на кој што ти работиш веќе во моментов или пак е во подготовка да го реализираш, да го почнеш? Така, јас работам два проекти кои се долгогодишни, се поврзани повторно со фотографијата. Едниот проект е поврзан со животот на улицата покрај море. Тоа е животот на луѓето во Ница, францускиот град Ница. Значи, носи наслов Променада и тоа е веќе при крај, меѓутоа се надевам дека во текот на следната година ќе се случи изложбата за овој проект. Другиот проект е што току започна, бев на резиденција за фотографија токму во Прага, сосема случајно беше тоа градот избран. Таму бев ова лето 2 месеци и фотографирав, меѓутоа тој проект се уште е далеко од негово финализирање. И во однос на организацијата на одредени настани, значи резиденцијата си останува за следната година, можеби ќе направиме одреден вид на промени и ќе побараме одредена финансиска поддршка и од општина Берово, каде што се случува самата резиденција. Во план се можеби и одредени партнерски аплицирања за тие проекти и слично. Мислам дека следната година тој проект ќе биде малце поголем, меѓутоа нема да се прерасне во колонија, зашто идејата не е да биде во колонија, него едноставно да помал број на луѓе бидат присутни на таа резиденција. Да. Сосем за крај, имам едно подпрашање на твојот одговор за проектот на кој што работиш. Долгогодишен проект, рече, за животот на луѓето на улица покрај море. Дали тоа значи дека се навраќаш на Ница неколку пати или пак ти треба време за да го реализираш, да го осмислиш и да го синтетизираш на некој начин она што го имаш фотографирано? Јас се навраќам таму, значи 3 години поред одам во Ница, не на одмор, него едноставно да фотографирам. И од првичната замисла до тоа како сега излезе проектот, неколку пати се менуваше, затоа што никогаш не знаеме што ќе сретнеме на улица. Првичната идеја беше да раскажувам приказни заедно со фотографски приказни, меѓутоа во исто време да има текст со објаснување за луѓето кои што живеат таму. За да сега малце се измисти целиот концепт, што значи дека да, јас морам да бидам присутен таму многу време, за ако сакам да го навистина да го додадам животот на таа улица, односно на променадата покрај морето во Ница. Не е едноставно, потребни се многу финансиски средства, тоа никој не го финансира и затоа веројатно и малку подолго време ми треба за да го реализирам. Да. Ти благодарам многу за разговорот и во најскоро време очекуваме барем 2 покани за изложба, една за оваа улица, а втората за збирната изложба од резиденцијата, што се надевам дека ќе ни покаже што правеле уметниците на преведена 2 недели изминативе 2-3 години. Така, и јас се надевам, уште еднаш ви благодарам за поканата и се гледаме на некоја следен настан. Се гледаме.